Се надеваме дека денот го започнувате со убава енергија, а добро сите знаеме дека главен предуслов за тоа е да сте обкружени со драги луѓе и да се разбудите во еден дом кој ќе ви носи среќа. Но и доколку тоа не е така, сега следуваат 30 инспиративни и креативни минути кои ќе ви помогнат вашиот дом да го претворите во токму таков. Место во кое ќе бидете среќни, спокојни и подготвени за новиот ден и предизвиците кои ги носи. Добро дојдовте во новиот квадрат, еве што ќе гледате во него. Во новиот квадрат ќе гледате зошто зимското обновување на домот е полн погодок, како да одберете совршен паркетен пот за вашиот дом и декемвриско декорирање на домот. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Сите добро знаеме дека едни од сезоните кои се омилени за реновирање и обновување на работите во домот, барем за оние покрупни поправки, се есенскиот и пролетниот период кога времето е навистина убаво. И да, есента се уште трае, но се ближи зимата. Сепак и зимата е одлична во одреден поглед, доколку сакате да превземете некои поголеми крупни реновирања во вашиот дом. Зошто е тоа така и од каде и што да почнете, ви откриваме ние во прилогот кој следува токму сега. Уживете! Зимските месеци често се доживуваат како време за одмор, но и за многу семејства тие представуваат совршена можност да планираат и реализираат одредени активности за реновирање на просторот за живот. Постудениот период од годината носи повеќе време поминато дома, што овозможува детална процена на потребите за дизајнирање на промени кои ќе го направат домот пофункционален, естетски атрактивен и енергетски ефикасен. Ова е идеално време да се направи финансиска пресметка, да се најдат сигурни мајстори и да се изберат најквалитетните материјали за планираните работи. Дополнителна предност е што многу видови градежни и адаптациони работи полесно се закажуваат во текот на зимата, поради помалиот обем на градежни проекти. Реновирањето сепак не е само естетски потфат, тоа е долгорочна инвестиција која значително придонесува за квалитетот на живот и вредноста на имотот. За се да помине без стрес и непредвидени трошоци, клучно е однапред да се размисли за начинот на финансирање и изборот на градежни решенија, кои обезбедуваат оптимален сооднос на цената и квалитетот. Финансирањето за реновирање е важен чекор во процесот на подобрување на домот, а стамбените кредити често се најпрактична опција. Стамбените кредити ви овозможуваат веднаш да започнете со работа, без потреба од долгорочни заштеди, додека трошоците за отплата се рамномерно распоредени во договорениот период. Постапката за добивање заем стана поедноставна и достапна за широк опсег на луѓе. Современите трендови во градежништвото укажуваат на зголемена популарност на сендвич панелите, кои се сметаат за еден од најновативните материјали за адаптација и градба. Овие панели се направени од слоеви на термоизолационен материјал, со надворешен слој од челик, алуминиум или друг издржлив материјал. Предностите на сендвич панелите се многубројни, освен што обезбедуваат супериорна топлинска изолација, што значително ги намалува трошоците за грејење и ладење. Тие се исклучително лесни, што ја олеснува нивната инсталација. За разлика од класичните методи на градба, поставувањето на сендвич панели е брзо и често, што го намалува времетраењето на работата и трошоците за работна сила. Покрај тоа панелите се отпорни на влага, корозија и временски услови, што ги прави долгорочно решение за различни типови на згради, од стамбени куќи до гаражи и доградби. Достапни се и во различни бои и текстури, што им овозможува на сопствениците да го согласат својот изглед со естетиката на нивниот простор. Покрај работата на надворешноста, реновирањето на интериерот често има најголемо влијание кога станува збор за подобрување на квалитетот на живот. Поставувањето нов пот, како што е винил, ламинат или паркет, може да го освежи изгледот на секоја соба. Зидовите може да се подобрат со нови бои, украсни панели или дополнителна изолација, што придонесува за акустична удобност. Осветлувањето игра клучна улога во создавање на пријатен амбиент, така што инсталирањето LED светилки со прилагодлив интензитет на светлина е одличен начин да се постигне топла атмосфера и истовремено се намали потрошувачката на енергија.
Реновирањето на домот е сложен процес кој бара вклучување на експерти од различни области. Пронаоѓањето на доверливи занаетчи и изведувачи е клучен чекор кон успешна реализација на проектот. Пред да започнете со работа, се препорачува да се консултирате со архитекти и дизајнери на интериер, кои може да помогнат да се оптимизира просторот и да се изберат најдобрите решенија. Важно е да се дефинираат прецизни рокови и буџет пред да започнете со работа, како и да се потпише договор со изведувачите, за да се осигура дека сите договори се јасно поставени. Ова ја намалува можноста за непријатни изненадувања и гарантира дека вашиот проект се реализира според очекувањата. Реновирањето на домот не е само можност за модернизација на просторот, туку и начин да се обезбеди долгорочна заштеда преку енергетска ефикасност и зголемување на пазарната вредност на имотот. Добро планирање, внимателен избор на материјали и ангажирање на искусни професионалци се клучот за успехот кој ќе ви овозможи да уживате во вашиот дом на сосема поинаков начин. Ако го зборуваме за големите обновувања, првенствено мислиме на подовите. Доколку сте пред одлуката за одбирање на совршен под за вашиот дом и доколку можеби паркетот е една од опциите, ние ќе ви помогнеме во тоа, во прилогот кој следува во продолжение. Уредувањето на домот е единствена можност да го обликуваме просторот во кој живееме според сопствениот вкус, потреби и начин на живот. Изборот на подни облоги може многу да влијае на целокупниот изглед на интериерот, а во целата понуда паркетот се издвојува како елегантно, долготрено и природно решение. Кога станува збор за дизајнот на интериер, секоја одлука од избор на бои над зидовите, распоредот на мебел до деталите како осветлување и декор, има своја важна улога. Сепак, една од најважните, но често потценети компоненти на интериерот се подните облоги. Тие не само што се функционален елемент, туку основа за визуелниот идентитет на домот. Во овој контекст, паркетот се издвојува како елегантно, долготрено и природно решение, кое ги обединува естетиката и функционалноста, без разлика дали се работи за модерни, рустикални или класични простори. Во современиот начин на живот кој подразбира брза динамика и повеќе наменско користење на просторот, подните облоки мора да одговорат на различни предизвици. Тие мора да бидат отпорни на абење, лесни за одржување и пријатни за одење, но и доволно неутрални да бидат визуелно привлечни, а во исто време да му дадат карактер на просторот. Паркетот е тој што успева да ги усогласи овие барања, бидејќи благодарение на природните материјали и можноста за персонализација, овозможува широк спектар на апликации. Достапен е во различни нијанси, дебелини и завршни облоги, но лесно се вклопува во минималистички стан и топла семејна средина. Покрај тоа што дава чувство на топлина под нозете, паркетот значително придонесува за акустика на просторијата, намалувајќи го ехото и бучавата. Купувањето на паркет е инвестиција која бара промислен пристап, бидејќи не се менува често, а директно влија и на квалитетот на живот во просторот. При изборот треба да обрнете внимание на неколку клучни аспекти. Видот на дрвото игра важна улога. Дабот најчесто се препорачува поради неговата отпорност и естетика, додека брезата, буката и јасенот нудат посветли тонови и полесен изглед. Дебелината на паркетот го одредува бројот на можни планирања, што значи подолг работен век. Завршувањето е исто така важно. Паркетот со масло дава природен изглед и е полесен за делумно обновување, додека лакираниот паркет нуди поголема заштита. Сертификатите за потекло на дрвото, еколошките стандарди и гаранцијата се дополнителни знаци на квалитет. Подните облоги го даваат тонот на целиот простор. Нивната боја, текстура и сјај влијаат на тоа како ја перцепираме големината и топлината на просторијата. Посветлиот паркет го прави просторот повоздушен, додека потемниот носи чувство на стабилност и луксус. Со комбинирање на различни образци и начини на поставување на паркетот, можно е визуелно да се зонира просторот, да се нагласат одредени агли и да се создадат безпрекорни премини помеѓу собите. Покрај визуелниот впечаток, паркетот има и функционални предности. Штити од студ, пријатен е на допир и не предизвикува алергии, што е особено важно за семејства со деца или домашни миленици. Дополнителна погодност е можноста за поставување на подно грејење под одредени видови на паркет, што дополнително ја зголемува удобноста. Откако ќе инвестирате во квалитетен паркет,
важно е да го одржувате правилно, за да го задржи својот изглед и функционалност долги години. Редовно чистење со правосмукалка и бришење со мека, малку влажна крпа е доволно за секојдневна нега. Треба да се избегнуваат силни хемикали и абразивни материјали, бидејќи можат да ја оштетат површината. Се препорачува да се користат заштитни влошки под мебелот и да се избегнува одење во чевли со тврд ѓон. Паркетот од време на време може да се освежи со специјални производи за нега на дрво, а по неколку години може да се избруси и повторно да се премачка со масло или лак, давајќи му сосема нов изглед. Во време кога се повеќе се прават напори за одржлив начин на живот, природните материјали, особено дрвените подови, добиваат на значење. Паркетот, особено оној кој доаѓа од одржливи извори, има мал еколошки отпечаток. Неговиот долг работен век и можност за реновирање ја намалуваат потребата за замена, што на долг рок представува заштета на домашниот буџет. Покрај тоа, дрвото дише, ја регулира влажноста во просторот и придонесува за поздрава животна средина. Со инвестирање во квалитетен паркет, вие не инвестирате само во естетика, туку вие инвестирате во здравје, удобност и вредност на вашиот дом. На прагот сме на последниот месец од годината, а декември е познат по убаво уредени и украсени домови. Бидејќи се ближат празниците, сите сакаме да ја претвориме нашата куќна оаза во една вистинска празнична магија. Се надевам дека ќе успееме да ви помогнеме во тоа во прилогот кој следи сега. Она што сега ќе ви го покажеме е нешто што е лесно достапно и ефтино, и кое со малку труд и фантазија ќе внесе магија во вашиот дом. Започнете од влезот. Тоа е делот од домот кој секој ден ве пречекува вам и вашите гости. Па доследно нека не го вестува дека влегувате во вашиот магичен празничен дом. Закачете венец од богатата понуда во продавниците кои нудат празнични декорации, или доколку имате малку време и идеја, направете си и сами од гранки, малку зеленило, листови и понекој стар украс од елката. Весели честитки закачани над зидот или на полиците, па дури и над каминот. Се одлична декорација, а воедно и секогаш ќе ве потсетуваат на убавите желби кои со нив ви ги посакале вашите драги лица. Она без што не може никако да поминат празниците се светкавите сијалички. Колку и да ги има, никогаш не се премногу. Едноставно во нив има некоја посебна магија. Декорирајте ја со нив секако елката, прозорците, мебелот, дрвцата внатре и надвор од домот. Ова е атмосферата која ќе ве топли во студените зимски ноќи. Разбудете ги и другите сетила. Ништо не е комплетно без мирисите кои потсетуваат на последните денови од годината и првите од зимата. Цимет, ванила, портокал. Ова е комбинацијата ароми кои треба да завладеат со вашиот дом сега. Етерични масла или миризливи стапчиња, додадете ги во соодветна декорација. Мирисот и вкусот на свежо печени колачиња ќе заокружат целата оваа празнична неодолива приказна. При декорирањето на домот преферирајте употреба на елементи од природата. Така е поевтино и така е поубаво. Одете во шума и добро отворете ги очите. Соберете борови гранки, лисја, имела, зрнасти плодови, шишерки. Се што ве потсетува на Божик ќе заврши одлична работа во декорацијата на домот. Секако ништо не поминува без панделки, особено во црвена, златна, зелена боја. Одличен декор за прозорците, каминот, мебелот, елката. Ако имате скали, сега е вистински момент да ги истакнете. Тие кријат посебна можност за декорација. Зеленило, сијалички, декорации, честитки и ќе шират празничен дух низ целиот дом. Ако сте доволно креативна личност, можеби ќе ви се допадне нешто од овие необични идеи. Елка од суви дрвени гранки или од обично јаже. Сатински траки, уникатни перничиња, шишарки, јаткасти плодови. Се што ќе најдете во зима во природата со сигурност може да биде одлична новогодишна декорација. Направете свој календар на кој ќе ги одбројувате деновите до крајот на годината
и воедно ќе го краси вашиот дом до тогаш. И интересни стаклени свекници од чаши, кои ќе ја збогатат празничната магична атмосфера во зимските ноќи. Ако ова не беше доволно, селектиравме уште нешто. Во продолжение уживајте во нашите идеи и одберете нешто за себе. Предновогодишната декорација на домот е одлична можност за собирање, дружење и забава на целото семејство. Тоа се моменти во кои уживаат сите генерации и активности интересни за секоја возраст. Па нема да биде на одмет да поминете креативно и весело време сите заедно, а воедно да создадете уникатна новогодишна декорација, која нема да ве чини мало богатство. Знаеме, на интернет може да се најдат илјадници видеа кои објаснуваат чекор по чекор како да направите оригинална декорација. Но ние ги изгледавме сите наместо вас, ги одвоивме најинтересните и така направивме селекција која ви ја пренесуваме во продолжение. Па ако немате неколку слободни часа да прелистувате туторијали, во неколку минути добиите идеја и упатство за реализација. А останато време искористете го за да се покажете на дело. Еве накратко што отправме од она што го погледнавме. Сигурно ви се допаѓаат стаклените топки и декорации каде снежните идили се сместени во еден мал стаклен сад или тегла. Всушност, нивната изработка е многу едноставна, не одзема многу време, а се што ви е потребно, речиси сигурно имате и дома. Еве чекор по чекор како изгледа изработката. Како што можевте да видите, од парче гирленда со сечење на врвот создавате мала елка. Може да послужи и мало борово гранче. На памук ставете малку бела боја и со тапкање нанесувајте на една шишарка на врвовите, за да изгледа како натрупана со снег. Потоа со стаклен сад ставете вештачки снег или доколку сакате поедноставно, одлична работа ќе заврши и шеќер. Изгледа како снег, а кристалчињата светкаат дискретно. Уште повеќе ќе изгледа реално ако додадете и малку бели или сребрени светки. Сега само додавате снежко, шишарки, елка и тоа е тоа. Сега повторно на памукче ставете малку бела боја и со тапкање нанесете на една тегла. Исцртете круг на парче стиропор, потоа исечете го и залепете го на внатрешната страна на капачето од теглата. На него залепете мала елка, а теглата наполнете со вода и ситни светки во бела и сребрена боја. Затворете, протресете и имате рачно изработена магична топка, во малку поинаков облик, но сепак исполнува желби. Главен синоним за Нова година и Божик е божикното дрво или како што уште го нарекуваме елка. Затоа ќе научиме како да направиме неколку уникатни модели кои ќе бидат несекојдневен декор за вашиот дом. На конус од стиропор забудете шпенагли на одредено растојание од сите страни. Потоа исечете поголемо парче бела волница и потопете ја во течно лепило. Потоа постепено обмотувајте ја околу шпенаглите, правејќи различни неправилни облици. Оставете ја доволно време да се исуши, а потоа извадете ги прво шпенаглите, а потоа и стиропорниот конус внимателно. Сега може да декорирате со бисери во различни бои, големини или други декорации. Може да ја боите или украсувате како што ви налага фантазијата. Шишарките се неминовен дел од новогодишната декорација, па да ги искористиме и ние. Испрскајте една шишарка со спреј во боја, а потоа додека е си уште влажна, врз неа посипете светки. Оваа постапка повторете ја во бои и комбинации што ќе ви текнат и ќе ви се најдат на многу начини кога ќе почнете со декорација. Сигурно имате бели плетени ракотворби кои не се модерни и не сакате да ги користите за намената за која вашите мајки и баби ги создале. Но еве ви шанса и идеја за друга намена, која сигурно ќе ви се допадне. Натопете го во лепило, поставете го врз заоблен сад и оставете да се исуши. И тоа е се. Може да си играте со форми и големини и да добиете уникатни места за чување на лампиони, бомбончиња, декорации, чоколадца и се што ќе ви падне на памет. Како и да е, изгледа супер декорација.
Мини Дедо Мраз во облик на елка. Звучи интересно и исто така изгледа, а се прави брзо и лесно. Еве како. Од картон или стиропор направете конус и обојте го во црвена боја, а потоа посипете со светки. Долниот ред обојте го во бела боја и исто така посипете го со светки. До тука треба да изгледа како капата на Дедо Мраз. Но откако на средината ќе додадете колан, добивате уникатна декорација. Вака може да направите и различни елки и форми. Зборувавме за венче кое ќе ја краси вашата влезна врата. А сега ќе ви покажеме и како да го направите. И тоа од пластични шишиња. Соберете доволно пластични шишиња и сечете им го дното, а потоа обојте ги во црвена боја, со помош на сунгер со тапкање. Откако ќе се исушат, засечете ги и свиткајте ги краевите, а потоа направете мало дупче во средината. Едно по едно нанижете ги на дебел конец и заврзете на крајот формирајќи круг. Залепете мали лампиони, декорации и венчето е подготвено да ги дочека празниците на влезот од вашиот дом. За различни форми и надписи може да го искористите и силиконското лепило. Година, букви, снеговки, форми. На чисто стакло испишете или исцртајте саканата форма, а потоа откако ќе се исуши, внимателно одлепете го од садот. Испрскајте со боја во спреј и декорирајте. Одлични декорации се прават и од хартија. Замотајте обична хартија или стари весници тенки цевчиња и со силиконско лепило залепете ги вертикално една до друга на една стаклена чаша, сечејќи ги краевите. Потоа само испрскајте со спреј во боја, декорирајте со конопна врвца и со дрвени декорации и имате одлична украсна ваза. Свеќници никогаш доста, па ајде да направиме еден од обична стаклена тегла. На хартија нацртајте град, елки, улични светилки, куќи, згради, а потоа обојте ги во црна боја и исечете ги во една целина. Внимателно залепете ги на надворешната страна од теглата, а останатиот празен дел украсите го со тапкање со бела боја, за да креирате снег. Ставете во теглата свеќа и светлината ќе се пробива низ празнините, низ прозорците, низ уличните светилки, како вистински град ноќе. Романтично и уникатно, не само за време на празниците. Лесна работа и уживајте во празничниот декор. Со оваа содржина ве поздравуваме и ви посакуваме убав остаток од денот. Ви благодарам што бевте и овој пат наша верна публика. Се гледаме повторно наредната недела. За сега пријатно.